една од најглавните предности е земјоделството и колку за тоа владата се грижи или не се грижи, колку пари дава или не и колку ќе даде оваа година, колку ќе даде следната. Имам повеќе пријатели во тој правец, се претпоставам дека сите ќе ги спонавредам што ќе споменам само едно име, меѓутоа јавно им се извинам однапред. Има еден момак кој се вика Тони од Агенција за развој на земјоделието од подрачната единица во Велес, кој ми прати податок за село Иванковци. Тоа е таму на така наречено Штипско џаде, едно село. Вика 1200 жители. Најдобар пример во Македонија за тоа како треба да изгледа едно село кое се занимава исклучиво со земјоделие. Апликанти за ИПАРД програма, 6 земјоделци со сертификат за органско производство што Европа го бара, преку 30 трактори добиени како неповратни средства, 50 до 65% од тракторите. Во последната година е дадено преку 1000 хектари државно земјиште во закуп, да се регистрираш како земјоделец сега и да добиеш пензиско осигурување месечно, сега ти барат 1000 до 1500 денари, во времето на пример на Бранко Црвенковски тоа беше 6000 денари. И еве тоа е едно мало местенце. Како е тоа на глобално ниво? Добро, ја не го знам. Ја го знам. Толку не ги знам податоците за секој поединечно село. Горе на Ѓуриште можеш да дојдеш офроуд, таму сум возил. И добро е што е така, значи добро е што велат дека нема еден квадрат не изорано земјиште околу Ивановци. Што политиките на владата очигледно во голема мера се споведуваат и на терен во тој дел, иако и тука имаме проблеми на некои места, се трудиме да ги справиме. Значи ние ќе повторам, пред малку спомнав 2008 година објавивме прво вака 2006 година кога дојдовме во владата. Во изборите ветивме дека ќе дадеме во четвртата наша година од мандатот, значи оваа година, дека ќе дадеме 20 милиони евра за субвенции во земјоделие. Постепено ќе го зголемуваме. До тогаш беше 5 милиони евра годишно. И сега ние викаме сега е 5, па ќе оди не знам 7, 9, 15 и во четвртата триумфот ќе биде 20 милиони евра за земјоделците субвенции. Што ве натера да се премисли? Па две работи не натера. Прво, видовме дека може да се најдат средства и да се помогне многу повеќе. Има пари. Каде биле трошени порано парите? Дека се парите? Тоа е многу важно. Мажот кој се враќа дома и жената го прашува дека се парите. И народот прашува дека се парите. И второ дека како има сега 115 милиона, порано немало. Па други биле приоритети. За други приоритети да будат. Добро, не мисле дека треба да им се помага на земјоделците. Политиката била. Кај оделе тие пари? Политиката била, не треба да им се помага на земјоделците. Чиста работа. И готово. 5 милиона им се доста. Значи видовме дека има можност до 100 милиона е 20 пати. 20 пати. А ќе биде и повеќе. Има можност за повеќе и има потреба за повеќе. 5 милиона е ништо. Кога ќе го распределиш на толку многу земјоделци, они практично не чувствуваат дека нешто добро од државата. И затоа имаше и постојани протести, незадоволства, стагнација во развојот на земјоделството, дури и назадување. На некој ќе му се дотроши комбањот или не знам, тракторот не купува нов, нема пари. Значи целосно назадување. Тогаш што направивме? Дојдовме ние во владата негде 28 август, ако не се лажам, или 27 август 2006, еве да речеме почеток на септември, кога влеговме во кабинетот. 2006. Ние до крајот на годината успеавме со ребаланс од 5 да отидеме на 20 милиони евра. Значи, у тие 4 месеци прегрупирање на парите направивме и наместо за 4 години, за 4 месеци дојдовме до 20 милиони евра. Тие 5 веќе беа потрошени. Да, пред избори ги поделиле. Дојдовме до 20. Веќе следната година, 2007, нови 28, ми се чини, или 25 обезбедивме милиони, нови. 2008 45 нови милиони евра. Оваа година се 100 милиона. 2009 70 милиони, 2010 100 милиони. До година? До година 115 и 2012 130 нови. Значи се станува позамат. Каде се пари? 130 милиони евра, потоа ќе се види како ќе се оди. У секој случај нема да биде помалку од 130 милиони евра. Тие средства се распределуваат за сите или за повеќето. Имам ја податок дека сите субвенции за конвенционално производство на земјоделско производство до пред 10 дена се комплетно исплатени во цела Македонија. Тоа што сега останува органското во декември. Имаме приоритет во плаќањето на земјоделците и на оврските што сме ги презеле кон нив. Штом се завршат системот е ваков. Има специјална агенција што се занимава со пуштање на тие средства. Таа агенција е должна
кој ќе ги прими барањата, они прво мора да поднесат барање. Така, да кажат, ја имам толку овци, толку ова, толку млеко, има процедура. Има процедура. Кој ќе го поднесат они тоа, агенцијата дава на инспекторатот да провери. Дали е вистина? Може да има измами. Дали е Се вистина? работи за пари, државни пари, ти не можеш да ги даеш, а да не провериш. Инспекцијата е потребна неколку месеци за проверка, проверува секаде. Кога ќе изврши проверката, дава податоци на агенцијата задолжена, ИПАР агенција задолжена за тоа. И таа агенција подосна, штом ги добие тие потврди, веднаш треба се исплата. Сега имавме неколку пати досење, ама никој не објасни зошто има досење. Зошто има досење? Еве зашто имаше. Например, програмата вели, например, сега ќе карикирам, до мај месец мора да се достават апликациите за млеко производителите. Ама во мај месец групациите на млекопроизводители, карикирам сега, викаат кратко ни е времето, дајте ни до крај на август. Да. Во ред, јуни, јули, август, уште 3 месеци. Ама автоматски се поместува. Да. Се поместуваат апликациите, се поместува контролата. И времето на исплата. Се поместува времето на исплата. И они викаат досан. Досан бидејќи вие баравте повеќе време, не сте биле подготвени и така натаму. Крајно 100 милиона оваа година ќе се исплатат. Ќе се исплатат нормално. 115 до година, 130 онаа година потоа. 130 точно, да. Добро, одиме натаму. Што станува со... И не само тоа, ние имаме уште една значајна политика што многу помага. Распределба на што поголем број државно земјиште, на што поголем број. Сега пак имало ме информира, сега пак има у сите општини у Централна Македонија. Неколку илјади земјоделци, што се сега земјоделци, преходно немаа земјиште. Да. Земјиштето стоеше, собственост на Република Македонија, празно, необработено. Овие седат дома, немаат работа, чекаат социјална помош. Ние викаме зошто така. Денеска пак имаше... Што да му правиме на тоа земјоделско земјиште? Тоа е за работа. Луѓе сакаат да работат. Направивме начин за многу мали концесии да можат они да тргнат, иначе ќе ги заглавиш у старт. Значи за многу мали концесии да го добијат, да го работат и многу семејства живеат од. Како вака ефикасно се реши проблемот со загубарите, со ЕМА Охрид? Ете имаме пријател тамо кој ме замоли да те прашам со ОХИС, со Еврокомпозит, со Тутунски комбинат Прилеп. Тие се 4 така наречени 4 проблема големи. Проблеми, да, кои што остана од минатото со многу долгови. Ние се обидовме во неколку наврати да ги продадиме, посебно ОХИС. Имавме неодамна меѓународен оглас за да најдеме стратешки партнер кој што ќе инвестира во нив, ќе ги направи добри, значи од загубари да ги направи како е Фени беше загубар. Го направи. Се најде стратешки партнер, сега е најголем извозник во Република Македонија. Така? Да. Југохром имаше проблеми, не знам колку луѓе, носи девизи на државата и така натаму. За жал, не се јави ниту еден заинтересиран, имаше по некои опипувања, некои зема документација да ја разгледаат, но не дадоа понуда. Натаму. Што правиме сега? Сега во овој меѓупериод ги комуницираме сите што земаат документација, а не дадоа понуда, да ни кажат зошто не дадат. Каде е проблемот? Каде е проблемот? Што можеме ние да направиме за наследната лицитација? На следниот оглас некој да се јави и да ги купи. Но инсистирате да нема отпуштање на работници. Инсистиравме да нема отпуштање на работници, односно 5 години, да ги наредни 5 години да го задржи бројот на вработени. За некој ако е прекршил работната дисциплина. Добро, ќе го избрака. Ќе го избрака, ама бројот на вработени да го задржи, тоа ќе преминов. Така што не инсистиравме кој знае колку државата да приходува од тие, значи не одевме на некоја многу висока цена, но инсистиравме бројот на вработени да го задржи. Социјалниот дел да биде... Социјалниот дел, да, во ова тешко време или на светска економска криза да не им се случи на луѓето да немаат каде. Тоа веројатно влијаеше на одлуката на инвеститорите да се откажат. Сега се разработуваат идеи, се собираат информации од тие 10 на 15 што земале документација, а не поднеле после апликација за купување. Има различни идеи, некои велат треба да се поделат, биле големи конгломерати, не се заинтересирани инвеститорите толку големо, сакаат сегменти само да земат. Има различни идеи, сега се разработуваат и многу брзо. Верувам во наредните неколку недели, во декември да речеме, дека ќе излеземе со нов меѓународен оглас. Не знам дали во која форма, дали ќе бидат цели, дали на делови, во која форма не знам. Но она што ме убедува министерот за економија, потпредседателот на владата Пешевски, кои што се директно инволвирани во овие работи, вела дека брзо ќе ги завршат анализите и евентуалните промени во тактиката, зависно од укажувањата на потенцијалните купувачи, за да најдеме начин повторно да ги извадиме на пазар и да им најдеме стратешки партнер, кој што ќе инвестира пари, ќе воведе добар менеджмент, ќе отвори нови пазари и да ги разработи луѓето што ќе работат таму да земат плата, да живеат достојувано. Да се надеваме на најдобро. Дали сметаш дека пописот ќе пројде мирно и безбедно?
мислам дека направивме се што беше во наша мог до сега, да донесеме закони кои што ќе бидат согласно меѓународните стандарди и јас се надевам дека се ќе биде во ред. Имаме многу поквалитетен закон отколку во минатите пописи. Предвременни избори? Такво нешто сега за сега не планираме. Ќе видиме како ќе се одвијат. Оти има од опозицијата вели без разлика на бројот на пратеници, СДСМ ќе формира влада. Како тоа се формира кога освоиш помалку пратеници? Но треба да прашате во СДСМ. Не, они треба прашаат Девид Коперфилд, не ја што ќе ги праша. Најдобро тогаш вие прашате го. Девид па да им пресува ништо, да. Никола Груевски во недела патува за Триполи. Да, има Европска унија, Африка самит. И учествуваат премиери и председатели на држави од двата континента, од Црниот. Да, учествуваат председатели и премиери од Европска унија плюс кандидатите за членство, како што сме ние, и од цела Африка. Таков исти имаше пред 2 години во Лисабон. Најверојатно претпоставам еднаш во Европа, еднаш во Африка се одржува. Добра прилика е да се присуствува, да се сретнеме со многу луѓе. Лидери и од Европа, и од Африка. Тој дел ни е доста запоставен во минатиот период, по мене неправилно, односно неисправно е запоставен, иако многу ги подценуваат ЕСА у Африка, меѓутоа таму може да продадат наши компании стоки кои што не може да ги продадат во Европа. Кај не се корентна. На кај парите се пари, дали дошле од без разлика од Франција или дошле од Мароко или од Египет или од не знам каде, парите се пари. На тие пазари може да појдат и стока со помала технологија, понизок квалитет, кои што некои наши компании такви ги имаат. Некои имаат супер квалитетни, за нив нема што да му мислиме. Нека си продаваат у Шведска, у Америка и така натаму. Меѓутоа некои компании се на такво ниво на развој да не може да достигнат некои технологии, цени и така натаму, а тоа може да појде на други пазари, каде што па се гледа поевтино да биде и така натаму. Така што добри ќе бидат и тие контакти и контакти со лидерите од Европска унија, со некои од лидерите од Европска унија. Така што ја користам можноста да бидам присутен таму заедно со министерот за надворешни во 2-3 дена период, во 2,5 дена период да направиме што повеќе контакти, да добиеме што повеќе информации и колку што можеме повеќе да отвараме врати за стопанственици од Република Македонија. Ти благодарам за учеството во емисијата, ти посакувам здравје тебе и на твојата фамилија, на дечињата пред се, и долг и успешен живот. Посакувам успешна политичка кариера и посакувам на Македонија прогрес со водење на една ваква политика која практикуваше веќе 4 години. Благодарам, ми беше задоволство што ме поканивте. Посакувам се најдобро и на вас и поздрав до сите гледачи кои што ме следа. Почитувани гледачи, тоа беше Никола Груевски, председателот на влада на Република Македонија, кој одговори на голем дел од прашања што јас ги имав и еден добар дел што вие ми ги поставивте, кој знае на СМС, кој по писмо, кој Миленко прашај, кој на форумот milenko.com.mk. Се гледаме идниот петок со уште една интересна тема, не ја пропуштате и таа емисија, до тогаш пријатно и со здравје. Никола, пријатно, среќен пат за Триполи. Благодарам. It's one small step for man.